Под површината со доктор Марија. Затоа што симптомите се само врвот. Ние ја откриваме вистината под нив. Добро дојдовте во петата епизода од подкастот Под површината со доктор Марија. Во денешната епизода ќе зборуваме за тоа како да го подготвите телото за бременост доколку имате Хашимото. Така што останете во оваа епизода затоа што ќе научите многу корисни работи кои што ќе ви послужат. Генерален спонзор на подкастот се vitamini.mk, извор на чисти, клинички докажани додатоци во исхраната. Доктор Марија, да почнеме со првото прашање. Да почнеме, Марија. Кажете ми, кои три анализи... Нема да почнам всушност од три анализи. Се извинувам. Како обичаено. Да, да не ве ограничувам. Кој една, која две, која пет? Да не ве ограничувам. Значи, кажете ми, кои анализи се потребни да ги направи жената која што има Хашимото пред да почне да се одбидува за бременост? Што јас вообичаено барам? Ајде нека така да се изразам. Значи, што вообичаено барам? Барам комплетен тироиден статус, каде што сакам да видам ниво на ТСХ, ниво на FT4 или слободен Т4 хормон, а ниво на слободен Т3 хормон и дефинитивно антитела на тиропероксидаза и антитела на тироглобулин. Ова е основниот тироиден панел, би рекла. Другото нешто кое што го барам е кај жена која што сака да остане бремена, макар што не само кај жените кои што сака да останат бремени, кај останатите жени го барам, но особено доколку целиме бременост кај една жена со Хашимото, она што го знаеме е дека вообичаено секогаш одат со голем број на дефицити. Поради што дополнително она што го барам е од тип на витамин, испитување на витамин D, каде што една жена со Хашимото мислам дека не постои веројатност да не е дефицитарна на витамин D, доколку самата не суплементира во доста повисоки дози, нека да се изразам. Друго нешто е феритин, многу често, кој што знае да биде многу низок кај лицата со Хашимото и вообичаено знам да испитам од тип, можеби на B12, можеби да испитам фолат евентуално, зборуваме значи за дефицити на нутриенти. Дополнително, кое што би сакала да го видаме, дали кај оваа жена едновремено имаме можеби и инсулинска резистенција, затоа што самата инсулинска резистенција може да ни посмета во целиот процес на забременување, да кажем. Дополнително нешто сакам да видам комплетна крвна слика, сакам да видам ЦРП. Особено, значи, сакам да видам затоа што самото ЦРП ќе ми покаже дали постои нискостепено хронично системско воспаление кое што вообичаено речиси секогаш е присутно кај Хашимото. И доколку е присутно ваквото воспаление, вообичаено немаме поволни услови за создавање на една бременост кај жена со Хашимото. Така да во главно ова се нештата кои што ги барам за првични нешта за испитување. Дополнително на селдова се разбира дека ниту една жена со Хашимото нема да помене без панел за тромбофилија. Затоа што она што во најмала степен го гледам се мутации на МТХВР гени, МТРР, ова е најлесното што го гледам. И натаму, значи, сликата се продолжува. Може да биде на фактор 13, може да биде на групата на лейдини, значи, и многу други, значи, за кои што мутации одделно, сигурно претпоставувам дека ќе имаме епизода, но не постои ниту една пациентка, барем до сега, на која што јас имам правено, ја имам упатено да направи панел за тромбофилија, каде што нема барем некаков генетски, може да биде хетерозигот, може да биде хомозигот, но вообичаено секогаш имаме мутации. Така да, вообичаено ова се работите кои што сакам да ги видам кај самата пациентка, паралелно се разбира едновремено и низиниот сопруг. Не чекај двајцата, оно што го зборуваме задолжително, не сакаме да губиме време непотребно, доколку целта. Доколку таа пациентка доаѓа кај мене со Хашимото со цел да забремени. Не сакаме да губиме напразно време без да го знаеме машкиот фактор. Да почнеме тогаш со секој хормон поединачно. Ајде. Сме зборувале за тоа дека, нели, има разлика од референтни вредности од оптимални вредности. Да. Ајде да им кажеме на гледачите која е оптималната вредност што ни треба, например, за ТСХ? Ова испаѓа дека го повторуваме, ама... За забременување. За забременување, да. Значи, она што
Како гледам? Значи, гледаме на поделеност во Македонија, каде што дел од здравствени лица, ако треба да се изразам, особено гинеколози и ендокринолози, се многу запознаети дека самото ТСХ треба да се движи помеѓу 1 и помеѓу 2 и да биде помеѓу 1 и 2 со цел да постигнеме зачнување. Тоа не значи имаме исклучоци каде што можеме да зачне една жена и на вредност 3-4 и некој со некаков субклинички хипотироидизам, доколку би можела да кажем, но вообичаено сакаме да имаме идеално, значи помеѓу 1 и помеѓу 2 идеална вредност за зачнување. Не можете да барате да останете бремени со Хашимото доколку вашето ТСХ е 5. Тоа е едната работа. За ТСХ. За останатите... FT3, FT4? Значи, секогаш сакаме да ги видиме во горната 1/3 од референтните граници. Особено доколку станува збор за бременост. Зошто? Затоа што на моментот кога жената ќе стане или ќе остане бремена, потребата од тироидни хормони ќе вообичаено ќе биде зголемена поради тоа што особено во првите 12 седмици самиот фетус комплетно зависи од тироидните хормони на самата мајка, поради што ќе имаме поголема побарувачка, поради што не сакаме самите тироидни хормони да ни бидат на долна референтна граница, а дефинитивно сакаме да ни бидат на горна референтна граница. И да, многу често она што се прави вообичаено може да дојде до покачување на самата доза во почетокот поради поголемиот демант, поради поголемата побарувачка на тироидни хормони од страна на самиот ембрион. Може да дојде до покачување доколку таа жена евентуално прима еутирокс. Или евентуално може да не прима еутирокс, пак да имаме покачување, да кажеме на ТСХ во овој случај и да треба да биде коригиран на време максимално, значи со цел да го држиме некаде во границите помеѓу 1 и 2. Што ќе кажете во однос на антителата? Во однос на антителата, значи антителата, постои огромна разлика помеѓу антитела и антитела. Значи имаме антитела, каде што имам пациентки со антитела 60 би рекла, 70, 100, но имам и пациентки со антитела над 1300, каде што самата лабораторија најмногу колку што може да измери е 1300, поради што не знаеме дали таа жена има 5000, 7000, 10000 антитела. Она што го знаеме е дека високите антитела, ваков вид на антитела, од типот, ајде би рекла над 1000 или над 800, значи високи антитела зборуваме, дека високите антитела можат да придонесат до појава на рани загуби во самата бременост кај Хашимото или рани спонтани абортуси, ако можеме да се изразиме така, да една од главните цели кога ја подготвуваме самата жена е дефинитивно и намалување на самите антитела. Ова не е само кај жените кои што се подготвуваат за бременост, значи целта за да влезе една жена во ремисија е максимално намалување на незините антитела и смирување на незиниот имунитет. Поради што, значи една од целите ни е дефинитивно да имаме доста намалени антитела. Кога веќе ќе постигнеме контрола над самите антитела, значи многу полесно се остваруваат самите нешта. Колкава треба вредноста да ни е всушност? Би рекла каде ни е стартната точка. Многу зависи каде ни е стартната точка. Сакате да кажете дека, например, жена со, ајде да речеме 1200 антитела, ако ги намалиме до 500, ќе може да остане бремена? Ќе може да остане бремена, макар што мојата цел е многу поголема, значи, но, многу е различно кога ќе стартуваме со над 1300, каде што пак реков, не знаеме која ни е онаа почетна вредност, може да е 5000 реално. Да. Но, доколку успееме да ја намалиме до 200, би рекла, антитела, на тиропероксидаза, вообичаено повисоки ќе бидат на антителата на тиропероксидазата, значи во овој случај дефинитивно се смета за успех. Но, кај пациентка, кај која што имаме од тип на 300 би рекле, можеби 300 антитела на тиропероксидаза во овој случај, постигнување на 60, 40, 20, значи и овде веќе влегувањето во самата ремисија, значи дефинитивно е нешто препорачливо. Колку пониски се на самиот старт антителата, толку полесно
и побрзо успеваме да ги намалиме. Тоест, колку се повисоки, толку ни е потребно подолг временски период за да успееме да ги намалиме самите антитела. Но едно многу важно нешто кое што сакам многу јавно да го кажам и да го напоменам, затоа што постојано го слушам од страна, е дека дефинитивно антителата се намалуваат. И тоа во голема степен се намалуваат. Доколку некој сака, значи, докази, слободно нека побара, имаме милион докази. Тоа е нешто што го мислат дека е така, затоа што и во пракса, например, реално еднаш испитуваат антитела и потоа веќе толку. Ама зошто испитуваат? Затоа и која е реченицата после тоа? Значи, високите ги се антителата, не можеш да направиш ништо. Да. Не може да ти се намалат самите антитела. Затоа и мислат дека не можат да направат, значи не може не да се уверени, никој не им дал некој друг. Знаеш колку докази имаме, значи црно на бело, каде што имаме почетен тироиден статус со антитела и имаме повторен статус после 3 месеца, после 6 месеца, после 1 година. Знаеме што се случува со антителата. Да, Знаеме какво намалување имаме на антителата. Значи не може нешто. Ајде јас да лажам. Ајде ти да лажеш. Но сите можни лаборатории да лажат, не верувам. Значи Се согласувам, значи тоа е сепак која ќе се стави во ремисија, факт е дека сите нешта си стануваат, значи си се местат на место и тука тоа е тоа. Затоа изборуваме дека всушност се трудиме да ги ставиме под контрола и антителата и тироидните хормони се со цел, значи да добиеме долготраен резултат. Не играме на краткорочно. Тоа треба да го знаеш. никогаш, да. Добро, да се осврнеме малку и кон витамините, односно дефицитите на нутриенти. Добро. Витамин D, колкава треба да ни биде оптималната вредност За зачнување? за зачнување, да. Она што јас предпочитам како оптимална вредност е меѓу 70 и помеѓу 90, би рекла. Добро, феритинот, тука некаде или? Над 40 би рекла. B12? Вообичаено меѓу 40 и помеѓу 70. B12? Меѓу 700 и 900, кое што по нашите лаборатории, доколку ги погледнеш повеќето од нашите лаборатории, ќе имаат некоја референтна граница која што се движи овие оптимални граници кои што ги кажувам во реалност според нашите лаборатории излегуваат надвор од горните референтни граници. Но во европските лаборатории, доколку погледнете, значи дефинитивно ќе видите сосема различни референтни граници за витамин B12. Кои симптоми ви кажуваат дека нешто не е оптимизирано без разлика што хормонскиот статус вели дека се е окей, односно тироидниот панел вели дека се е окей, се е во граници, се е супер? Многу симптоми ми кажуваат дека нешто не е во ред. Значи, доколку таа жена се уште продолжува да се соочува со хроничен умор. Значи, доколку имаме опаѓање на коса, би рекла, доколку има дигестивни проблеми, доколку има обстипација, значи, доколку има проблем со фокус, концентрација и меморија, доколку многу долго време не може да остане сепак бремена, значи, покрај навидум се да е покриено и да изгледа наред. Значи, ќе инсистирам дефинитивно на некакви дополнителни испитувања. Но многу се симптомите реално што ми покажуваат дека можеби имаме и дополнителен проблем. И вообичаено има дополнителен проблем. Во кои моменти дошле, на пример, пар за да се работи нели на бременост, во кој момент сте рекле тука дефинитивно ќе треба да се стабилизира ситуацијата, па после да се прават обиди. И тука не зборувам за процес од 3 месеци, значи оптимално што го зборуваме 90 дена, зборувам за подолг временски период. Сте имали таква ситуација во практиката? Да. Значи сме работеле каде што ни е било потребно можеби повеќе, значи повеќе од 6 месеца, можеби 6 месеца, можеби 7-8 месеца сум имала и сега пробам да пресметам, значи реално, значи низ глава ми минуваат самите пациентки и самите парови ми минуваат низ глава, каде што многу зависи од тоа дали е само женски фактор, дали е само машки фактор, нека да споменеме, значи дефинитивно зависи, но да, дефинитивно
сакаме да постигнеме стабилизација за да постигнеме самата бременост. Не сакам тоа не значи дека една жена, доколку има добар тироиден статус, може да се случи да остане бремена. Знаеш ли дека во неколку наврати што ми се има случувано? Прерано да ми остане бремена самата жена и резултат на сето ова да биде престанок на срцева реакција во 7 седмица, 8 седмица и недоразвивање, значи самиот ембрион не продолжува да се развива. Доколку таа пациентка ми остане прерано бремена. Но јас сум ми кажала, многу често знае да биде ова сценарио, јас сум ми кажала, ќе те молам, значи не сакам да правиш обиди во првите 3 месеца, морам да те средам, да кажеме, морам да го средам теренот, морам да оптимизирам максимално се, со цел, веќе, значи, кога ќе одиме за бременост, тоа не значи дека не треба да мериме, значи, некои работи. Но веќе кога ќе одиме за бременост, да имаме едно подготвено тело кое што ќе биде способно да ја износи целата бременост. Не е целта само да останеме бремени, целта е да ја износиме самата бременост. А многу често, кај Хашимото, поради дадени проблематики, знае да биде многу тежок процес. На некој начин ги заштитувате? Барем од емоционалното. Од психичкиот оној стрес кој што треба да го доживеат, за жал. И од разочарувањето секако. Затоа што ќе влијае понатаму на целиот процес. Нема како да не влијае. Значи, нема жена која што е имала на некаков начин некаква неуспешна бременост, која што е завршила со, независно дали е спонтан аборт, индуциран абортус поради престанок на срцева акција, или керетажа, или спонтан абортус во понапредни месеци, или компликации, или неуспешни инвитро инсеминации и ембриотрансфери, нема да ги бројам. Значи, сите овие се жени кои што нема како да имаат, би рекла, да бидат психички многу, да стојат многу добро. Значи, имаат потреба од психичка подкрепа на некаков начин. Ги споруваме постојано жените, мажите, нашите гледачи може и ќе се налутат. Дисклаймер еден сакам да направам. Маж со Хашимото. Да, ајде, да, навистина многу ги имаме запоставено. Исто сметам дека мажите со Хашимото ги имаме запоставено. Ни се случува да не исконтактираат и да прашаат дали, нели, Работиме со мажи со кои што Хашимото, имаат да. Хашимото и некако заради тоа што секоја втора жена речи се со проблем со тироидната, независно дали хипотироидизам или Хашимото, што и да е, значи буквално болест на 21. век, ќе го кажам, и многу млади девојки се соочуваат со нештото, меѓутоа постојат и мажи кои што се борат со оваа проблематика. Кажете ми, дали кај мажите исто така Хашимотото ќе се влијае на самиот фертилитет? Може да влијае. Од кој аспект? Значи, доколку промената на самите тироидни хормони може да ги влоши, значи, пак треба да ја земеме целата слика. Знаеш дека секогаш обожавам да ја гледам буквално целата слика. Значи, дали тој маж со Хашимото едновремено има инсулинска резистенција, која што може да повлијае на самата сперматогенеза и да дојде до влошување на неговиот фертилитет или на неговиот спермограм. Ајде вака да ти кажам, буквално сега пред да ја снимаме епизодата, имав консултација со еден пар, каде што побарав од мажот да биде повторно направен спермограм, поради тоа што имаше, би рекла, имаше воспаление на тироидната жлезда, но во резултат на самото воспаление на тироидната жлезда имавме многу големи флуктуации на тироидните хормони и на ТСХ. Во резултат на што, поради што, значи, го испратив да испита повторно, значи сакав да видам и спермограм, сакав да видам, не ми се допаѓаше нешто од спермограмот од минатата година во делот на самата морфологија, сакав да направи и ДНК фрагментација. Буквално сега, значи пред да почнеме со снимање на самата епизода. Да, дефинитивно, значи сакаме да видиме и кај мажите со Хашимото, значи во делот на самата плодност, значи како стојат. Може да влијае. Не е задолжително, но може. Реално, ако земам, значи, реално, мажите кои што навидум немаат никаква навидум, затоа што не е откриена во 90%, значи, нивната проблематика што ја предизвикува.
намалената феритилност. Значи, навидум немат никаков здравствен проблем, но имат катастрофа спермограм или катастрофа вредности. На што се должи ова? Значи, што останува за пациенти кои што имаат даден здравствен проблем од типот на автоимуно заболување? Предисек, и тоа голем. Кажете ми од практиката, која грешка ќе ја издвоите како најчеста кај жени со Хашимото, што ја прават пред обиди? Мислам на една, чекај, мислам на една. сакате повеќе? Во глава ми се вратат многу работи. Прерани, мислам дека прерано се обидува доста поради преголемата желба да останат бремени, прерано се обидуваат да останат бремени. Значи, или пак прерано може одат на интервенција од типот на инвитро. Но дефинитивно прерано, пред да постигнеме максимална контрола на сите полиња, би рекла, и на дефицити, и на тироидни хормони, и на самата матка, и на самиот ендометриум, на самиот доколку патиот мутации, значи доколку не го подобриме квалитетот на самата јајцеклетка, додека има инсулинска резистенција, додека не постигнеме контрола. Значи, доколку претходно се обидува, вообичаено не е нешто што сакам, значи не е нешто затоа што многу често знае да заврши некако што треба. Секогаш сакаме да играме, значи, верувај ми дека веќе кога една од пациентките со Хашимото ќе ми остане бремена, јас знам дали таа жена, независно од претходно што можеби имала можеби 3 спонтани абортуси, можеби имала и биохемиски бременности, и можеби имала и инвитро. Значи, јас знам дали е способна да износи самата бременност до крај. Дополнително, ќе ја малтретирам, секој можна седмица да прави контрола во лабораторија, за да има максимална контрола над ТСХ и над тироидните хормони, со цел доколку имаме потреба. Затоа што, кажав, многу се важни првите неколку седмици. Демантот и потребата на самите тироидни хормони значително ќе расне, кое што може да влијае на самата имплантација и на некои други фактори. Значи, сакам да имам контрола на самото ТСХ, особено во првиот триместар, ајде да кажем. Значи, Не дека потоа не се проверува, но релативно, значи, поретки се оние проверки. Да. Во почетокот им правам тортура, речиси. ќе продискутираме за тоа. Ќе продискутираме, значи, сума сумарум, ако го земеме целото нешто, прво нешто треба да се направи, да се направат испитувањата, да се види што дополнително треба да се испита, да се оптимизира се, значи до оптимални вредности, и после тоа да се почне со обиди. И тогаш многу лесно доаѓаат работите сами по себе. Да, па кога го зборуваме тоа често, дека кога еднаш ќе се оптимизира се, телото знае понатаму што да прави. И си легнуваат, значи, нештата како што треба. Точно така. Останала бремена пациентката. Одиме веќе кон тоа сценарио. Добре. Останува бремена, спомнавте дека ја малтретирате секоја недела. Кога прв пат буквално, да. Кога прв пат треба да се Веднаш. провери ТСХ? Веднаш, уште пред да ме прашаш веднаш. Ако е за проверка, веднаш. Значи, на секундата. Добиваме позитивен тест, одиме во лабораторија, испитуваме ТСХ. Не, вообичаено ги испраќам да испитаат бета-ХЦГ, не чекаме позитивен тест, да се разбереме, не чекаме затоа што може, значи, да ни задоцни позитивниот тест. Дефинитивно сакаме да испитаме бета-ХЦГ и да фатиме, значи, уште на сам почеток дека веќе имаме позитивно бета-ХЦГ, каде што веднаш уште истиот ден се испитува и ТСХ. Доколку е можно, значи, доколку е направено рано наутро, додека зависно од дали самата пациентка дали пие терапија, не пие терапија, доколку пие, дали ја има примано самата терапија, би рекла најдоцна го одложувам до наредниот ден. Најдоцна до наредниот ден. Но кога станува збор за веќе позитивно бета-ХЦГ, овде нема компромис. Значи, имаме редовно следење, би рекла, кај критичните бременности, затоа што имаме малку
критични и малку понекритични, ако можам да ги кажам. Значи, каде што имаме само Хашимото и немаме ништо друго. Имаме комбинација, Имаме комбинација, но имаме и многу лоша историја години на нас. Да. Каде што сакам да бидам максимално уверена и да ми бидат работите под контрола дека се е во ред со таа девојка и дека сите параметри се во ред. Поради што секоја недела се прави проверка зависно, значи на тироидните хормони секоја недела и на ТСХ, доколку станува збор, да кажеме, доколку и има некои гени за тромбофилија, значи самиот панел самиот панел кој што ни го покажува самото згручување и кој што е вклучено од неколку параметри, значи може да го правиме јас го правам на 2 седмици. Значи ги терам да го прават буквално на 2 седмици. Дали, например, ако пациентка... И веднаш ги праќам на трансфузиолог. Значи на секундата. Дали ако некоја пациентка се покажала нели во текот на работата дека има така постабилно ТСХ. До сега, например, во пракса сме виделе дека може да се смени тоа ТСХ за 3 дена. Ќе отиде во понеделник да испита една вредност во четврток е друга вредност. Фрустрира, или поголема или помала, независно. Значи, дали ако имаме, пример, пациентка која што во текот на самите обиди се покажало дека ТСХ-то е стабилно, дали пак ќе оди на една недела да испитува? Да. Значи независно, сакам да има максимална контрола. Пак кажав, во првите 12 седмици, по трет пат кажувам, во првите 12 седмици се зголемува потребата. Јас не знам колку тој фетус ќе ја зголеми таа потреба од дополнителни тироидни хормони, поради што немаме, значи, едно непреговарачко правило би рекла, е задолжително испитување на ТСХ и на тироидните хормони секоја седмица. Вообичаено станатите доктори тоа што го правате еднаш на 4 седмици би рекла. Но јас кажав дека овде ги тормозам доста моите пациентки со цел да имаме максимална контрола на целата бременост и таа бременост да биде износена до крај. Која промена во самите резултати ќе ве натера да алармантно да преземете нешто и да смените нешто? Се што е над 2.5. ТСХ, се доколку ТСХ-то ми е над 2.5, веднаш. Значи до 2.5 го... Можам да го толерирам, ајде би рекла, значи пак ќе преземам нешто, но нема да го земам како алармантно до 2.5. Но, не дај Боже да видам поголема вредност. Следното прашање сигурно односно одговорот што ќе дадете на прашањето, сигурно ќе им биде од полза на сите кои што се да се надеваме, не само на оние што се обидуваат. Како е правилното пиење на терапијата за тироидна? Сметам дека сите знаат дека терапијата, независно за кој вид на лек станува збор, се пие наутро и вообичаено се дава наутро, на гладно, на празен стомак, пред да биде пред да имаме поедок, да речеме. И вообичаено, оно што се дава како инструкција е да има барем 45 минути, 1 час пред самиот оброк. Но, постои едно големо но. Дали таа пациентка евентуално не прави нешто кое што може да ја блокира апсорбцијата на самата терапија за тироидната жлезда, во резултат на кој што самата терапија нема да делува како што треба да се разбереме. Значи, во овој случај може да се случи, имам забележано и кај моите пациентки, значи, да утврдиме дури после месеци, значи, откако се на одредени терапии и одредени суплементации, да утврдиме дека преблиску е дозата на суплементите кои што ја пијат со самиот еутирокс. Од тип на железо, од тип на калциум, од тип на магнезиум. Не е нешто кое што сакаме да го мешаме 4 часа пред или после, би рекла,
Значи треба да имаме одвоеност 4 часа од терапијата за самата тироидна жлезда. Поради тоа што ќе ја намали апсорбцијата на самата терапија. Потоа, од тип на кафе и препорачано да минат барем 2 часа. Откако ќе биде испиена самата терапија. Друго, некои дополнителни лекови од типот на антиациди, кои што вообичаено се земат исто во утринските часови, можат да попречат на тоа, на самата апсорбција, значи на лекарството за тироидната жлезда. Така да многу се интеракциите на самото лекарство за тироидна, во овој случај, значи, во најголем дел од случаевите станува збор за синтетички левотироксин, значи во поголем дел, нека не спомнуваме, значи самите марки нека не ги спомнуваме, но зборуваме за левотироксин во поголем дел од случаевите. Значи доколку живеете надвор од Македонија, постои, се надевам, навистина се надевам, дека некој ви има препишено можеби комбинација од Т4 и Т3, многу често знае да влие многу подобро, или евентуално натурален десектиран тироиден хормон, кој што исто така сметам дека представува многу подобра алтернатива. Тоа значи дека стануваме, го пиеме лекот. Зависи, дел од пациентките, знаеш што прават? Дел од пациентките дури поради нивниот начин на живот. И поради тоа што имаат некои навики кои што треба да ги спазуваат, од типот да треба да појадуваат во првиот еден час од како ќе се разбудат. Да кажем, особено доколку имаат некои дополнителни проблематики. Значи, во некој случај, оно што можат да го направат е да го испијат, дури да стават и да направат аларм и да го испијат малку порано, самиот еутирокс, да продолжат со спиење и потоа, значи, да станат и да почнат да си ги терат останатите работи, останатите навики. Добро, докторке, што правите ако жената има мачнини и не може да земе, например, терапија на празен стомак? Проблем. Која алтернатива ја бирате тогаш? Вообичаено, во тој случај, оно што ќе предложам и да пробаме да ја земеме, би рекла 3 до 4 часа по завршувањето на вечерата. Значи, во дадени случаи, дефинитивно знае да биде подобро толерирана на овој начин. Ова е едното нешто. Второто нешто кое што ќе предложаме дефинитивно да се консултира со ендокринолог за менување на самиот вид на лек, би рекла. Мислите дека тоа влијае во однос на толеранцијата на лекот? Зависи, затоа што повеќето се имаат многу дополнителни додатоци, ако треба да кажеме, кои што можат да предизвикат дополнително гастроинтестинални тегоби кај самата пациентка, кој што има ајде да кажеме има нагони за гадење или евентуално има вомитус или повраќање. Што се случува, например, кога жена ќе не остане бремена во првите 3 месеци се нормални мачнини. Знаеш како? Знаеш што се забележува? Кога ќе кажеш кога ќе не остане бремена жена и веднаш, значи ми се менува физиономијата, веднаш ми се појавува она насмевка. Затоа што ви омилена тема. Затоа да. Значи мачнините кај жени кои што се бремени. Што правите во тие случаи? Реално имаме многу, например, што од бремените, зборувам, кои што се жалеа во првите 3 месеци, дека многу им е лошо, дека не можат дури ни да јадат, дека им се гади од храната која што ја јаделе претходно. Што се случува со нив? Што препорачувате тогаш? Овде немам конкретно решение. Оно што можам да го кажам е дека само кај дел од пациентките може да се должи на дефицит на B6 и во овој случај од тип на активен B6 витамин е нешто кое што го препорачувам дополнително да го земаат за да им ги намали самите мачнини. Ама тоа треба да се испита. Дури да не се испита, значи сметам дека сосема безбедно да се прима затоа што станува збор за B витамини и го препорачувам доколку самата жена има мачнини, но за жал нема да помогне кај секоја жена. За жал. Што кажувате? Не можам да ви помогнам во мачнините. Знаеш која е мојата приказка?
од мене баравте да станете бремени. Не гарантирам за мачнини, не гарантирам за повраќање, гарантирам за останување на бременост и здрави живот за износување на самата бременост. Но во однос на симптоми, Соочувајте си се сами. водно. Тражили сте, гледајте. Но овде, значи, овде доколку да, можам да предложам неколку соодветни од тип на може чајот ѓумбери дефинитивно да им помогне во делот на намалување на самите мачнини, ајде да кажеме, или како што реков, значи активен B6 може да помогне во овој случај, но пак зависи од жена до жена. Значи дефинитивно. Сега јас кога ќе се сетам самата со моите бременности до 4-тиот месец, значи буквално се што ќе внесе во уста и срелав надвор. Зависи од самата жена. Секој е приказна сам за себе. Но ќе помине. Ќе помине? Ќе помине, тоа е важно. Краткотрајно. Сепак сите ги тешаме и им кажувам, издржи, ајде издржи уште малку, издржи, имаме уште 2-3 седмици, ќе видиш разлика за 2-3 седмици, значи ќе за 3-4 седмици, зависно каде се наоѓа во текот на бременоста, но ќе помине и полека, значи почнува. После веќе се преродени. Заборавив да ве прашам претходно, кога зборувавме за дефицитите, го спомнавме феритинот како важен маркер во однос на Добро. зачнување. Дали освен феритинот треба да се прави контрола и на самото железо или доволно е само феритин? Предпочитам, значи да се направи и во дадени случаи можам да дадам целосен панел на железо, каде што од тип на трансферини, сатурација и некои други работи кои што дополнителни маркери кои што сакам да ги видам, но сакаме да видиме, значи затоа што феритинот ни покажува колку не е полно депото. Но сирумското железо значи ни покажува колку железо имаме во самата крв. Сакаме да видиме дали имаме доволно транспорт до самата клетка. Затоа што при одредени дефицити од тип на бакар, витамина, кои што се спроводници на самото железо до самата клетка, значи дефинитивно може да предизвикат тоа да имаме навидум добро железо, но многу ниско ниво на феритин. Значи има феритини каде што сум гледала буквално седмица, осмица, каде што зборуваме за многу изразени дефицити на феритин. Во однос на витамин D, да речеме, кој тип на суплемент го препорачувате сега? Знаеме дека имаат најисчистени версии. Меѓутоа во однос на единиците. Ликвидната форма, која што е од капка 1000, Не, или значи може. мега витамин D. Мегата ја нема во Македонија. Така да независно дали ќе одат со soft gel капсулчиња, значи да кажеме, или ќе одат 10.000 единици, многу зависи, значи пак ќе кажам вредноста или самото дозирање на витамин D. Задолжително зависи од тоа каков е дефицитот на самата девојка, но вообичаено додека таа е стасала до бременост, веќе има оптимизирано витамин D, каде што одиме со некоја одражувачка доза по време на самата бременост. Еден дисклаймер овде јас да ставам. Затоа што имам споменувато дека витамин D задолжително треба да биде користен и со К2 и со магнезиум. Единствен исклучок од ова правило е витамин К2, кој што треба многу внимателно да биде даван доколку оваа жена едновремено прима и антикоагулантна терапија. Многу често жените со Хашимото по време на самата бременост примаат клексани или аспирин, кој што представува антикоагулантна терапија, поради што во овој случај многу треба да се внимава со витамин К2. Тоа значи дека го елиминираме? Да, или да го титрираме многу внимателно. Значи, нешто кое што можеби сметам дека никој не обрнува внимание на ова нешто, но сметам дека е многу важно да се знае. Особено оваа интеракција помеѓу лекови и суплементи. Значи, сметам дека многу малку се обрнува внимание на целото нешто. Мислам дека треба да направиме епизода таква некоја. Може да, сериозно и може. И во однос на суплементацијата и на со лековите. суплементи со ликови, значи Да. дефинитивно мислам дека ќе биде од голема полза на гледачите. Имаме време. Ајде. Јас Јас знаеш дека секогаш сум за.
Знам. За среќа. Со се. Друга работа која сме кај суплементите. Фолат. Добра. B9. Фолна киселина или метилфолат. Кај кого? Реално кај сите. Ми интересира генерално прво. Генерално. Да. Затоа што, например, јас ќе кажам мој пример. Ми се случило да ми препорачуваат заради инсулинската и полицистичните да ми препорачуваат фолна киселина и сум пиела фолна киселина. Се додека не направив пресврт. Многу се чудам од каде тој пресврт. И не почнав да пијам метилфолат. Сега сум со метилфолат и сметам, лично моje мислење, сметам дека секоја една која што се обидува за бременост и независно дали се обидува воопшто за бременост, сметам дека можеби подобра варијанта е да се конзумира метилфолат наместо обична фолна. Вака, нема проблем со фолната, доколку таа жена реално би рекла дека нема мутација на МТХФР гени. Но, просто пациентките со кои што работам, сите доедно имаат мутации на МТХФР гени, каде што нема од мене да добијат препорака да примаат обична фолна киселина. Дали го препорачувате селен за време на бременост, односно за подготовка на бременост? За подготовка на бременост, дефинитивно. Значи, окей. Значи, за подготовка на самата бременост. Кога останува бремена пациентката, го прекинувате? Го прекинувам. Омега-3? Еден од задолжителните би рекла, кој што го продолжувам и по време на самата бременост. Магнезиумот? Задолжително. И за време на и самата за време бременост. на самата бременост, значи дефинитивно ни прави релаксација на самата мускулатура и промовира и подобар сон, доколку самата жена има, не дај Боже, проблеми со обстипација, во овој случај често пати, значи кај самата бременост знаеме да видиме обстипација, значи менуваме само формата, наместо магнезиум глицинат, одиме со магнезиум цитрат. Ќе прашав следното, дали влијае глицинат или цитрат? Да, И дефинитивно, дали значи, тука го има- следиме тоа? Го следиме и ја следиме столицата на самата пациентка и доколку самата има проблем со обстипација, дефинитивно доколку сме и дале глицинат, го мениме со цитрат, затоа што самиот цитрат има значи стимулативно дејство на самиот дигестивен тракт и дефинитивно води до и промовира, значи подобра столица, би рекла на некаков начин. Дозата овде може да варира. И постои, пак ќе ставаме на забелешка еден дисклеймер. Многу често се бркаат самите пациенти кога некој ќе ми каже треба да пиете магнезиум од 400. Што значи магнезиум од 400? Значи, наскоро, доколку сеќаваш, имавме еден случај, докторот ми рече да пијам магнезиум од 400. Да. Сега. Значи, реално, кога ќе земете квалитетен магнезиум, и вообичаено се во некаде доза би рекла околу 400 милиграма, кога ќе го видите од предната страна. Но што бараме ние? Ние бараме концентрација на елементарен магнезиум, кој што вообичаено ќе го најдете на задната страна, сакате да ја обрнете, да го земите самиот суплемент, да го обрнете од задната страна и да видите во колку капсули, колку елементарен магнезиум се содржи. И вообичаено, оно што ќе го видите е дека не една капсула е 400 мг елементарен магнезиум, а дека две капсули вообичаено се некаде околу 200 мг, се извинувам, околу 200, две капсули се околу 200 мг елементарен магнезиум. И вообичаено препорачаната доза знае да се движи помеѓу 200 и 400 мг дневно. Тоа значи елементарен магнезиум. Елементарен, да. Тоа значи 2 наутро, 2 навечер? Зависно од ситуацијата преценувам, значи преценувам Индивидуално. индивидуално. Значи суплементите се сепак паметна стратегија во бременост. Се разбира. Ако се игра паметно. Се разбира. Секош. Кога суплементите се ете од корист, а кога се само шминка? Кога препорачувате, значи да... Значи, не, кога? Секој нешто си има своја цел. Значи, кога суплементираме, доколку таа жена прима суплемент, зошто го прима тој суплемент? Го прима или поради тоа што има јасен, изразен дефицит на одреден нутриент, примерно да кажеме, или има недостаток на одредени ензими
кој што е многу често кај самите жени со Хашимото, или може има недостаток на жолчни соли, кои што ќе и помогнат подобро да ги вари мастите кои што се наоѓаат во самите намирници, кои што содржат масти. Значи, вообичаено, или даваме суплементи кои што ја потпомагаат конверзијата на неактивен во активен тироиден хормон. Постојат, значи, многу работи, толку истражувања, значи од типна дека комбинација од магнезиум, колку истражувања реално и метаанализи квалитетни, зборувам за квалитетни метаанализи, постојат дека комбинација од миоиноситол заедно со селен води до намалување на антителата кај Хашимото. И па себе не можам да замешам, значи пред ова нешто, колку и другите да велат дека не можат да се намалат антителата, се намалуваат. Во кои ситуации, например, дефицитите значат дека имаме проблем со апсорпцијата, а не со внесот? Доколку ги примаме, знаеш како би рекла, доколку ги примаме извесен временски период, но не гледаме промена затоа што правиме контролни анализи, но не гледаме промена на самата контролна анализа, што значи дека ние примаме нутриенти. И преку суплементација, може да биде и вообичаено доколку затоа што имаме вообичаено изразени тешки дефицити, заедно ќе биде со суплементација. Но не гледаме подобрување на самиот статус, да речеме, отприлика може да биде 8 до 12 седмици. Вообичаено правам 3 месеца, значи откако ќе започнеме со работа, 3 месеца подоцна гледаме дека нема подобрување на самото нешто. Дефинитивно овде имаме проблем со апсорпцијата на самиот нутриент. Добро, тоа значи дека ако имаме, значи ако се покажат анализите дека не се окей, тогаш проверуваме нешто дополнително за да видиме всушност каде станува, зашто станува збор поточно. Да, значи многу често, ајде примери ти реков, значи зависно од кој дефицит на кој нутриент станува збор, но вообичаено доколку имам ниски нивоа и на витамин B12 и на железо, многу често знам да се сомневам за нешто што се нарекува сибо. Затоа што сибото е нешто што се храни и од железо и од витамин B12. Особено пак некогаш, затоа што постојат неколку видови на сибо, но доколку пак истото нешто е придружено и со многу изразена обстипација, еден вид на сибо знае да ни даде страшна обстипација која што не се лекува, значи кај таа жена не можам да постигнам, имам преземано се и не можам да постигнам редовна столица, независно од днесна влакна, независно од дополнителни интервенции кои што ги имам правено, независно од магнезиуми, цитрати, независно од сите интервенции, пак ќе речам што ги имам направено, што ја потпомагаат и го потпомагаат самиот дигестивен тракт. Имаме нормални вредности на тироидните хормони, меѓутоа немаме забавеност на самата дигестија. Немаме хипотироидизам, веќе значи зборуваме за оптимизирање на се. Во тој случај, значи дефинитивно ќе се сомневам дека имам сибо. Значи еден вид на сибо кој што предизвикува многу тешка обстипација едновремено, значи дефинитивно и независно колку примаме железо и B12, значи нема да имаме покачување на самите вредности. Или ќе имаме некое минимално би рекла. Одеме сега со малку попрактични прашања. Ајде. Кои 4 конкретни чекори ги поставувате во првите 4 недели од бременоста? 4. Да. Пак почнам со твоите бројки, Марија. Редовна контрола на те исхранени тироидните хормони. Редовен сон. Редукција на стрес. Многу држам на овие работи. Значи, многу држам особено на редукцијата на самиот стрес. И доколку има мутација, има, значи во тој случај би рекла, значи проверка на самото згручување на крвта како се движи, значи самата коагулација. Панелот за коагулација, значи вообичаено го испитува. И се разбира, значи правилно хранење меѓу другото, значи тоа што останала бремена, не значи дека треба одеднаш да се префрлиме на сите стари навики и да направиме дополнителна инфламација на телото. Па зарем не може да се каснат некогаш етат? Понекогаш се разбира дека може да се каснат. Се разбира дека може да се каснат. Сепак се бремени. Значи, секогаш велам дека 80-20
Кај мене, знаеш и ти самата Да, дека да, кај да. мене нема диети, значи. Правилото 80-20. Доколку нема таа жена целијакија и доколку имаме постигнато веќе, значи, ремисија, сакаме да го спазуваме 80-20, тоест 80% внимаваме, 20% си оставаме на слобода, затоа што нашиот мозок има протективна функција. И многу е лесно кога ќе му дадеш сигнал, слободно, кога ќе му дадеш, знаеш, онаа слобода, затоа што забранетите работи се посладки, но ти ја имаш слободата. Кога ќе сакаш да си каснеш, ова е многу поодржливо на многу долга стаза. Земи, која и да ја сакаш диета на овој свет, која и да ја сакаш, буквално диета ќе кажам, на овој свет. Речи си, никоја не е одржлива. Многу ретко постојат луѓе кои што ќе успеат да ја одржат на долга стаза. Затоа велам не диета, но поскоро 80-20, многу често знам да се држам на овој принцип, 80-20, кај мене игра прекрасна улога, би рекла, значи, сигурно во последните 5 години, значи, игра прекрасна улога. Тоа не значи дека 5 пати во годината нема да каснам нешто што, буквално еве така, може да се наоѓа на маса и е нешто што ќе го земам од кеф, ќе го каснам. Значи, затоа што јас сакам. Не затоа што имате потреба. Не затоа, далеко, значи, вакви потреби одамна се престанати, значи, и се максимално контролирани од моја страна, но, многу често што се случува на маса? Доколку седнам со некој кој што не ме познава доволно, значи, знае да инсистира постојано да земам и да примам никаква храна, на кој што јас одговарам, значи, ќе ве молам, доколку сакам, ќе земам, но не, ви благодарам, не сакам. Значи, не примам такви намирници, не примам вакви намирници, значи, просто не сметам дека е антисоцијално нешто, доколку ти имаш своји правила, поставени правила, независно дали станува збор за храна, за алкохол или за што и да е друго. Значи, се знае. Тоа не значи дека мојот сопруг си јаде, да кажеме, сосема различно од мене. Да. И се храни и си порачува што сака. Но додека кај мене постојат некои многу строги принципи во однос на исхраната, каде што, доколку сакам, никогаш и никогаш не си ставам забрани. И овде е моментот зошто издржува толку на долга стаза. Тоа значи дека апсолутно не штети целиот начин, ајде да кажам целата оптимизација, не штети плюс целиот период претходно за време на подготовката тие веќе ја стекнале таа навика. И кога веќе ќе ја стигнеш вообичаено самата навика, и кога ќе се пробаш вообичаено некаква намирница која што веќе би рекла не ја консумираш извесен временски период, она што го забележуваше и покрај тоа што можеби претходно си била зависна од неа. Да. Прост пример, значи За чоколадата што како за зборувавме. чоколадата каде што зборувавме, каде што 500 грама можев да ги изедам за рок од 10 минути, значи сега во моментот доколку ставам коцка млечно чоколадо зборуваме, тоа не значи дека не сум огромен фан на црното чоколадо, да се разбереме, но обично млечно чоколадо, значи имам веднаш нагон за повраќање. Доколку ставам нешто пржено во стомак, пак имам нагон за гадење, значи да се разбереме, значи веќе ова е организам кој што со години е научен на одредени намирници и се она што, знаеш кога ќе го научиш телото на она што вистинска храна што велам јас. Веќе тогаш телото и двете се зависности. Но, тоест и брзата храна е зависност, но и вистинската храна е зависност. Затоа што кога ќе му ја дадеш вистинската храна, веќе телото после извесно време знае да прави разлика, што на вистина има потреба и кое е она што не е соодветно за него, би рекла. Како за крај, кажете ми која работа би можеле да ја применат жените со Хашимото кои што се обидуваат за бременост? Уште денес, сутра, евентуално. Некое брзо решение. Некое брзо решение. Не постојат брзи решенија. Не постојат брзи решенија, колку и да век, значи постојат брзи решенија, вообичаено имаат многу нуспојави. Овде лежи проблемот. Значи, понекогаш за некои работи постојат брзи решенија. Но се мислам, кој е едната работа што сакам да ја кажам на жена што може да што се обидува со Хашимото да забремени. Доколку премногу долго време се обидува да забремени, но и велат дека се е во ред.
но се уште не може да остане бремена. Дефинитивно нешто не е во ред. И една најважна работа во прв триместар, кај жена која што е бремена со Хашимото? Сака да има максимално оптимизирано ниво на те исхрајни тироидни хормони и сака да има максимално редуцирано ниво на стрес. Доктор Марија, нешто да додадете? Но, колку сакаш, значи, за додавање, колку сакаш, Маријана, сметаме дека епизодата, значи, ќе стане предолга. Тогаш да оставиме за следната епизода Ајде нешто. да оставиме. Благодарам многу. Исто. Драги гледачи, ви благодариме што бевте дел од петата епизода, така? Петата Петата епизода, да. Од под површината со доктор Марија. А може да не следите на социјалните мрежи, направете subscribe, односно претплатете се на нашиот YouTube канал за да не испуштите некоја епизода, а со вас се гледаме во следната епизода.